Кратко по излегувањето од владата, алтернатива изнесе ново барање. Според нив треба да се формира заедница на албански општини во Македонија, според примерот на Косово, каде што србите бараат формирање на заедница на српски општини. Најголемите политички партии, но и политичките партии од власта, меѓу кои и албанските партии, го осудија ова барање и рекоа дека не е потребно, бидејќи ова прашање е решено со Охридскиот рамков договор, а и ги уназадува правата на албанците. Ги прашуваме граѓаните што мислат тие, дали треба да се формира заедница на албански општини во Македонија. Не. Зошто мислите така? Затоа што ги имаат сите права што ги добија со Охридскиот договор. Престанете, доста ни беше од албанците. Нема потреба. Зошто мислите така? Затоа што сите сме едно, сите сме граѓани на Македонија. Дали некој нешто им забранува? Никој ништо не им забранува. Да живееме заедно. Во мир и во љубов. Се формира заедница на албански општини во Македонија. Не. Не треба. Не. Зошто? Па зашто? Не сме поделени, тамо има и од сите нации, од сите луѓе, зашто се мешат? Ова и зашто да се одвајат? Нек се мешат, тоа е една држава сме. Еден, тако рече, еден народ. Јас сум научен со нив да живеам. И не ми смета уопште. Јас сум исто србин. Гледате како зборам македонски. Овде ми се сите као роднини. И уместо така да се здружуваме, да живееме, ние ќе се делиме. Не, мислам, нема никаква потреба за тоа што со законот за територијална организација од 2004 година и рамковниот договор од 2001 година тоа прашање е решено. Боже, не. Тоа е решено со договорот што ги имаме од 2001 година. Нели има и закон за територијална подоба? Сметате дека тоа може би е чекор кон федерализација на државата? Да. И ќе има Сакат албанците несогледливи последици. со Албанија да бидат, ме разбираш, тоа е. Струга, например, не можеш да најдеш македонец. Не. Зошто мислите така? Нема потреба. Сметате дека ги имаат сите права? Па, според моје скромно мислење, ги имаат и повеќе од правата што им припаѓаат. Играат на таа карта, не знам Европа, не знам ова, вакви права, такви права и често пати си добиваат права кои не им следуваат. Тоа е некој пати на нивна штета. Некои албанци кои заслужуваат нешто да добијат, ние мислиме дека не заслужуваат и ги добиле само ради тоа што се албанци. Македонија треба да гради граѓанско општество. Да не се делиме на македонци, албанци, не знам и така натаму. Мислите дека ова е можеби чекор кон федерализација на државата? Не. Не може да биде до федерализација на државата. Македонија ќе си биде убава држава, членка на НАТО, брзо ќе стане и членка на Европска унија. Ќе биде добар живот во Македонија. Јас сум оптимист. Нема потреба. Зошто мислите така? Па нема потреба, се имаат двојазичност, имаат се што треба, зошто општини посебно? Нема потреба. Оно и така е поделена Македонија. Никако. Зошто сметате така? Па нема потреба, толку имаат се либерално, убаво. Ова е нешто само пресликавање од Србија. Не. Зошто мислите така? Затоа што не е европски, не е по никој договор и така. Колку што знам јас, никаде тоа не е спомнато. Тоа е чисто политички маркетинг некој. Мислите дека чекор кон федерализација на државата? Не мислам дека ќе води, меѓутоа треба да се издржи. Сме издржали толку и сега ќе издржиме. Господине Пенов, дали ќе може накратко да ни кажете што ќе значи формирање на заедница на албански општини за Македонија? Прво не може да се формира. Тоа е една флоскула со која кога луѓето ќе паднат на политичките маргини, се обидуваат да бидат што поекстремни за да побудат интерес. Особено човекот кој што, да не речам, беше индиректно провокација за настаните од 27. април, повторно сака да игра некоја улога. Дали тоа го прави сам или по некакви инструкции, не знам, но тоа е една најлесно би можел да речем глупост, бидејќи
Со тоа ништо не се постигнува. Јас сум учесник во преговори, разговори, во креирањето на концептот на локална самоуправа во Република Северна Македонија 2004 година, кога се правеше процесот на децентрализација и територијалната поделба. Еден дел од поддржувачите на оваа идеја седеа и на маса во тие разговори и се свесни дека ние концептот го изградивме на полна имплементација на вклучување на сите интереси на сите граѓани во Република Македонија и дека некакво си групирање кое нема никаква суштина и содржина е само реметење на мирната вода во државата, да кажем. Која е разликата со ситуацијата во Косово и ситуацијата во Македонија? Драстично. Значи, во Косово имаме етнички чисти општини. Кај нас општините се измешани. Имаме мнозинско албански општини, со мнозинско население од албанска етничка припадност. А што правиме пак со оние општини каде што албанците се во малцинство, тие кај ќе се приклучува, тако веќе се делиме. Но најсуштинската разлика која е во држава во која председател на парламент е од албанска етничка заедница, кога првиот вице-премиер од ти да бараш некои споредни ефекти кога имаш можности најважните интереси да ги заштитиш, да ги имплементираш, да ги развиваш, ќе одиш со што некакви формални не знам ни дали се собирања. Дали би настанал така речено општ хаос во Македонија, имајќи предвид дека со тоа во таа заедница на албански општини би влегли неколку скопски општини? Од каков аспект? Прво да гледам ниту кај албанците во Македонија, тоа не е прифатлива идеја. И тие не сакаат да се двојат. Што значи да се поделат? Еве, и ќе се соберат и некое барање ќе истакнат. А кое барање, имаш пратенички групи во парламент, имаш представници во владата, во сите институции, можеш да ги имплементираш. Зашто би служила таа? Велите оваа политичка флоскула, дали оваа флоскула е можеби чекор или предвесник кон федерализација на државата? Какви федерализации? Еве да предпоставиме се формира такво нешто. Што сила има тоа? Ќе се одвојат, ќе излезат од системот. А луѓето што се градоначалници, советници, директори на јавни предпријатија, на училишта, на културни институции, и тие ќе оследат тој процес, ќе речат, не, ние не икеме тоа, сакаме да... Мислам, далеку од реалноста, далеку. Формирање на таква заедница, дали би значило нов конфликт во Македонија? Ма зошто конфликт? Јас мислам дека меѓуетничките односи ги издигнавме на едно толку високо, стабилно ниво, што такви идеи маргинални не може да ги пореметат. А таквите, дури и обиди, не може да поминат, дури ниту кај албанците. Кои се вклопени во системот, кои се... Зошто? Што би направиле? Што би добиле? Потребен ли е нов закон за локална самоуправа за уредување на ова прашање? Не, тоа е уредено. Нема потреба ништо. Граѓаните се категорично против формирање на заедница на албански општини во Македонија. Се чини дека ова е редок случај кога партиите и од македонскиот и од албанскиот блок во политичката сцена во Македонија се согласни дека формирање на ваква заедница ќе биде лоша за Македонија. Министерот Пенов смета дека ова е само политичка флоскула, дека партиите ова го искористуваат за да привлечат политички поени кај албанскиот блок, но сепак смета дека дури и кај етничкото албанско население ваквата идеја не наидува на поддршка. Граѓаните се против е и политичката елита. Се надеваме дека ова нема да се случи.